Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Народниот театар Војдан Чернодрински Прилеп одбележува 75 години постоење. Денеска, 14 февруари, е ден на лозарите, на виното и на љубовта. За период од 6 месеци на подрачјето на СВР Битола лишени биле од слобода 134 дилери на дрога и запленето било поголемо количество на опојни дроги. Утре започнува пролетниот дел од втората фудбалска лига. Времето денеска променливо облачно. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. На 18 февруари 2025 ќе се одбележат 75 години од формирањето на театарот Војдан Чернодрински Прилеп. По тој повод од 17 до 23 февруари ќе се реализира манифестацијата насловена Недела на театарот, во која ќе бидат прикажани 7 представи и ќе се одржи панел дискусија, посочи Михајло Миленковски, актер и раководител во Прилепскиот театар. Сакам да ја поканам прилепската публика од 17 февруари до 23 во таа недела на театар да ужива во представите кои што ги има продуцирано на нашиот театар, како и гостувањата. Сега ќе преминам на презентирањето на програмата, односно во понеделник на 17 ни доаѓа театар за деца и младинци во 12 часот со представата Ронја, една навистина многу добра представа која што има освоено многу награди на некаде околу 14 или повеќе награди на меѓународни фестивали. Вечерта во 20 часот ќе гостува театарот Златен Нелец со представата Хинкеман. На денот на театарот 18 февруари ќе се изигра представата која што е наша продукција, представата Ученикот во режија на Кирил Петревски во 20 часот. Во среда, на наша чест и задоволство, и посебно моја чест, ќе ни гостува МТЦ Зона, доста познатата во градот Прилеп, која што со представата Чернодрински се враќа дома во 20 часот, едни исклучителни млади луѓе кои што навистина заслужуваат да имаат дел во нашиот и репертуар, но и во прославата на нашиот 75 годишен роден ден. Да се биде дел од Прилепската театарска куќа и семејство е привилегија, вели Даниела Ивановска, актерка од Народниот театар Војдан Чернодрински. 75 години не е мала бројка, дај Боже сите да изчекаат и да слават јубилеи и родендени. И сметам дека е повеќе од неопходно да бидеме театар, онака како што сме биле предходно, затоа што тоа го должиме на нашите предци, на сите актери кои што го дале својот влог и биле ентузијасти, едноставно туркале така како што требало да туркаат, и ние туркаме.
преживуваме, што е апсолутно погрешно, затоа што треба да живееме, да уживаме, а не да преживуваме. Ова се однесува не само за театарот во Македонија, општо за сите случувања и сите сектори во нашето општествено живење. Така да посакувам барем следната година да си речеме среќен или чести 76-ти роден ден Народен театар Војдан Чернодрински. Сепак работиме како креативци, а не како манифактура, производство на представи, така да и не е толку пожелно да бидеме дел од сите продукции кои што се случуваат во една година. Затоа е повеќе од неопходно и тоа што го кажа Михајло, што од минатата година претендираме сите наши млади актери или студенти кои што се на факултетот за драмски уметности, кои што се прилепчани, ќе звучам како локал патриот. Иако сум скопјанка, меѓутоа сум прилепчанка и ми се чини дека го сакам Прилеп многу повеќе од сите прилепчани. Денеска 14 февруари е ден на лозарите, на виното, но и на љубовта. Во Прилеп лозарите раздвижени се закрајуваа лозјата, а вечерва две манифестации посветени на денот на виното и љубовта. Од 18 часот во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи поетскиот настан Љубов и вино, кој клубот на литературни творци Прилеп традиционално го организира во соработка со Центарот. Со поезија за виното и љубовта, а по повод празниците Свети Трифун и Свети Валентајн, членовите на клубот на литературни творци ќе приредат пријатна поетска средба пред прилепската публика. Малку подоцна вечерва од 19:30 часот во кафе галерија Лувр ќе се одржи петтиот поред поетски перформанс Љубење со стихови на поетите Филип Димковски и Лина Димовска. Станува збор за настан кој вклучува поезија од Димковски и Димовска, но и од македонски поети од разни генерации и во секое издание поетите рецитираат различна поезија според мотивскиот и според авторскиот сензибилитет. Полициски службеници од СВР Битола за периодот од месец јули 2024 до месец јануари 2025 лишиле од слобода 134 дилери на дрога и запленето поголемо количество на опојни дроги и психотропни супстанци на подрачјето на СВР Битола. Во делот на недозволена трговија со дрога, полициските службеници од СВР Битола во периодот од месец јули до јануари 2025 година откриле 65 кривични дела по член 215 и 216 од Кривичен законник, при што биле поднесени 51 кривична пријава против 109 сторители. Во 2024 најголем дел од кривичните дела од недозволена трговија со дрога се откриени на подрачјето на Битола, потоа дел на подрачјето на ОВР Прилеп и останатите на подрачјето ОВР Ресен, Македонски Брод, Демир Хисар, додека во ОВР Крушево нема регистрирани ваков вид на кривични дела. На подрачјето на СВР Битола за период од 6 месеци биле извршени 27 претреси на домови во делот на недозволена трговија со дрога и психотропни супстанци, при што биле лишени 134 дилери на дрога. Во делот со недозволена трговија со оружје, полициските службеници за извештајниот период имаат поднесено 15 кривични пријави против 16 сторители, при што запленети биле 91 парче оружје, 3176 парчиња муниција и 9396 парчиња пиротехнички средства, како и 238 делови за оружје. Во делот на потраги на исчезнати лица и деца во наведениот период лишиле од слобода 36 лица на подрачјето на Битола и 35 лица на подрачјето на Прилеп, кои се барале со судска наредба и со распишани потерници за издржување на казна затвор за извршени кривични дела на подрачјето на СВР Битола и останатите СВР. Утре сабота 14 часот почнува пролетниот дел од втората фудбалска лига со мечот во Прилеп меѓу Победа и Брегалница. Есеноска во Штип домајчинот победи минимално со 2:1, а сега Победа на домашен терен сака да даде уште посилен отпор. Временска прогноза. Времето денеска умерено до значително облачно, а во југозападните делови од земјава
со повремен локален слаб дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до -1, а максималната достигна до 10 степени Целзиусови. Во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и услови за локална појава на краткотраен дожд. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.